Чест ни е што денес, заедно со вас, ќе го одбележиме животот и делото на големиот македонски револуционер, кој заради своите идеи за национална слобода на македонскиот народ и афирмација на македонскиот јазик, несебично ја положил својата младост за нашата слобода. Кузман Јосифовски Питум е сраснат со македонската земја за слобода. Тој е живот и светлина, што 110 години е вткаен во нашата историја. За визијата на нашиот втор Гоце Делчев, како што многумина го нарекувале, ние, учениците и наставниците денес, го промовираме весникот Наш збор и новата веб страница на училиштето, а сето тоа под раководство на директорот Андреа Стојанов. Со посебна гордост и радост денес го славиме патрониот празник на нашето училиште, ден кога ја одаваме почит на неговата историја, но ја представуваме визијата за неговата иднина. Нашето училиште со години важи за едно од најдобрите во Скопје и во цела Македонија. Оваа репутација не е случајна, таа е резултат на темелна работа и континуиран труд на сите вработени, кои со искрена посветеност и одговорност го пренесуваат знаењето на учениците. Сето тоа носи видливи резултати. Нашите ученици постојано бележат успеси на општинските, градските, државните и меѓународните надпревари, со што го докажуваат квалитетот на наставата и посветеноста на наставниот кадар. Нека овој ден биде потсетник за важноста на образованието, за заедништвото и за нашата заедничка мисија да градиме иднина со знаење, труд и љубов. Ви благодарам што сте дел од оваа свеченост, нека ни е честит патрониот празник. Сега би сакал да покажам градоначалникот на општина Киселево, господин Ѓорѓиевски, да ви се обрати. Драги наши ученици, родители, драги гости, со голема чест и задоволство денес сме тука заедно да го одбележиме патрониот празник на нашето основно училиште Кузман Јосифовски Питу во година кога славиме 110 години од раѓањето на неговиот патрон и 63 години од постоењето на нашиот училишен објект. Ова училиште, почитувани, не е само место за знаење, туку и символ на постојан развој и напредок. Посакувам да бидете посветени, да сонувате големи соништа и да постигнувате успеси кои ќе останат запишани во историјата на ова наше училиште. Нека е честит и вековит овој патрон празник, да сте ми живи, здрави и успешни. На крајот сакам на сите наставници, на сите вработени во училиштето и секако начело со директорот Андреа, да ви се заблагодарам за сите убави приредби, убави моменти што заеднички ги организиравме, ние како општина заедно со вас. Навистина сте инспирација огромна пред следачињата со нивните настапи, особено Верче, професорката. Вие сте ми освен се работници, драги, мојата ширата сами. Ви благодарам за се. Браво. Стоиме на прагот на иднината, но не смееме да го заборавиме ниту минатото, ниту патот кој не доведе до денешното училиште. Кузман Јосифовски Питу
е училиште кое постои повеќе години и низ него поминале генерации ученици кои денес сигурно гордо и со емоции се сеќаваат на своите поминати училишни денови. Дрвените стари клупи, кои биле во малиот број на ученици, каат многу приказни, знаења и спомени. Првата симпатија, првите научени букви, првата петка, првата единица. Учениците немале компјутери или модерни уреди, но преку книги и тетрадки патувале низ светот на знаењето. Старите фотографии говореле за едно друго време, за едно друго образование, за едни други наставници, строги, со авторитет и почитување. Денес, моето училиште е поинакво. Моето Кузман е поразлично. Учениците се опремени со паметни табли, проектори и компјутери. Учениците имаат пристап до интернет, може да истражуваат и на многу полесен начин да учат. И начинот на учење е сменет. Сега има повеќе групни активности, презентации и практични вежби. Наместо строг авторитет, наставниците се поттикнувачи на знаење и ни помагаат да размислуваме креативно. Учениците имаат повеќе слобода да го изразат своето мислење. Моето Кузман, место каде се развиваат социјални вештини, тимска работа и иновативни размислувања. Иако училиштето се менувало со текот на времето, неговата суштина останала иста. Тоа е место каде што учиме, растеме и се подготвуваме за иднината. Не знам за вас, но јас секогаш со носталгија ќе се сеќавам на ова сега, на моето модерно Кузман Јосифовски питу, моето и вашето училиште. Moja, co tak pomina wolno,
Секој човек што има дом е благословен, а домот е таму каде што се твоите најблиски, каде што царуваат љубовта и пријателството. Навистина треба да се дојде во мојата татковина, зашто таа е заливот каде што се закотвени сите добри љубавини, каде што добрите дела се со вечни вредности. Да ги поздравиме нашите второоделенци со громогласен аплауз. Tamurano sonce izgreva, tamo sonce kasno zaonja, kaj što se naseka mirisa, mirisa na Makedonija, kaj što se naseka mirisa, mirisa na Makedonija. Tamo šara nebo iskina, tamo vardar zemlja ljubav, beno tamo so pesna počuva, tamo je moja ta familija. Što me gaža srcem gradi ke mi nastupe, a što to zajdi za me, si te dobro znat koji sme. Hej, da pevam malkule, srce veli doma vrati se. Ima samo jedan let zadušava, to je zašto
Sacam doma Senhor. Низбор и стих. Нашите другарчиња од 2 до 9 одделение твореа на литературен и ликовен конкурс, искажувајќи ја љубовта кон корените, традицијата и почитта кон великанот Питу. Ги повикувам прво накрадените од одделенска и предметна настава да ги прочитаат своите творби. Јас сум Нина Станчева од 5-3 одделение. Живот и светлина над Македонија. Македонија, мојата татковина, е земја што блеска со светлина и живот. Нејзината убавина се простира од зелените полиња до високите планини, од сините езера до мирните реки. Сонцето буди природата, птиците пеат, рекињата се отварат, а луѓето го започнуваат денот со надеж и радост. Оваа светлина не е само од сонцето, туку извор од нашите срца, традиции и љубовта кон татковината. Но, светлината на Македонија не е само во природата. Таа во нашата историја, таа во нашите херои што бранеле земјата, во песните што ги пееме на празниците, топлината на семејните огништа. Светлината на Македонија во секое срце што сака оваа земја и што крај нејзината и Нина. Кога размислам за Македонија, ја замислам како звезда што секогаш свети, без разлика на областите што може да се појават. А таа светлина не поврзува сите нас, низините деца и ни дава сила да продолжиме напред. Поради на тоа што сме македонци. Македонија е мојот дом, мојата инспирација, мојата гордост. Животот и светлината над Македонија се нашиот најголем подарок. Нешто што треба да го чуваме и да го негуваме за генерациите што доаѓаат. Горда сум што си македонец. Благодарам. Браво! Браво! Јас сум Тео Димчевски. Под небото пространо ширно, постои земја мала. Македонија таа се вика. Во неа сонцето на сите страни блика. Шумоват буки, течат потоци и реки. Небо сино красно со облаци бели и меки. Птиците в лет расшириле крила, ја означуваат слободата на татковината наша мила. Македонијо, моја мила, за навек ми даваш крила и вечно ме бодри твојата сила. Полиња богати со жито и пченица, на нив везден песна сори. Таа песна за убавата Македонија говори. Светлината твоја јака ме учи како земјата своја се сака. Браво!
Везилке, кажи, како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога песна. Два конца паре од срцето драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, а другиот копнеш и светови стрве. Па со нив вези еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој јас што везам на ленена риза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело завека од двете нишки, два созвучни. Едната буди темница што штрека, другата буди скрвавена зора. Везилке, крени наведена лика, погледај в небо в предпладне златно, се шари таму и чудесно блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна, две бои таму ти горат и капат, две шарки твои, црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најму спомен дека ќе ти згаснат? Зошто се губиш, ти строга, ти дивна? Дните ти минат, прокоби се гласат. И најму спомен, што в душа ми блесна се гаси од нив, ко цвеќе без боја, но ти, што ловиш звук на чудна песна, ти си ја кажа судбината своја. Браво! 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 Македонскиот фолклор е нераскинлив дел од духовноста, врска меѓу минатото и сегашноста. Нашата традиција е нашето обележје. А што би биле ние без нашето македонско традиционално оро? Тоа е животот и светлината во Македонија, нашата музика. Уживајте. Dali
имам особена чест да најавам еден огромен талент, една наша поранешна ученичка, која се врати назад кај своите корени, во своето училиште. Господја Теја Пејич, повелете на сцената. Многу ми убаво на душата дека гледам како полна сала за едни вакви прекрасни деца. И морам да кажам еден збор, вака, пошто се вратив. Значи, основното училиште е првото образование, ама исто така и главниот темелник на понатамошната кариера. Моето искуство во Кузман Јосиповски Питу и благодарение на блескавиот кадар како наставничката Лиле по англиски, наставничката Горде по германски и секако наставничката Вече по музичко, која што ми помогна да се заљубам во музиката и да се борам сега за кариерата што сакам да имам. Браво! Ви благодарам многу. Драги дами и господа, сега имате една фантастична прилика да ги видите малите животинчиња кои цело време слушаат палавата Звончица и прават палавштини. Звончица и Венди, кои се најголемите непријателки, на крај некако се спријателат. И на крајот од нашата авантура, јас, Петар Пан, детето кое не сака да порасне, заедно со моите најверни пријатели, ќе идеме во волшебната земја Недојдеја, во која никое дете не расте. Браво! Dear ladies and gentlemen, you will have an amazing opportunity to see the little animals who listen to Tinkerbell all the time. Tinkerbell and my sister Wendy, who are the biggest enemies, will somehow become friends. At the end of our adventure, Peter Pan will take us to the magical land where no child grows up. Браво, Кире!
дел. Вистинските пријатели никогаш не се разделуваат. Можат да се оддалечат, но никогаш не во срцето. Сите пати стане воламе само во моето мамо, сите спомени се таму ме враќаат. Сите пати стане воламе само во моето мамо, каде појавјаш таму ме враќаат.
Ова беше една наша мала приказна. Приказна во која ги прославуваме животот и светлината во нашата мила Македонија. Овие два збора, живот и светлина, го носат во себе целото значење на нашата историја, култура, духовност и иднина. Светлината пак, тоа е светлина на знаењето, на нашите учители и уметници, на мудроста што ја носиме од генерација на генерација. Bravo! Bravo, Jana, bravo!
што јас си ти. И пак ке цветат звуколи, пак како ме надежи. Нека делото на Кузман Јосифовски Питу не биде само дел од историјата, туку инспирација за сите нас да се бориме за подобра иднина. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се насреќа мириса, мириса на Македонија, кај што се насреќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува,
денот таму со песна почнува. Таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне. А штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку е, срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Таму пази што ми ветуваш, таму секој на секој верува. Таму збор е вреден како грош. Еј, таму нема човек лош. Таму збор е вреден како грош. Еј, таму нема човек лош. Таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува. Со солзи мајка ме очекува. Таму песна болка лекува. Нешто да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне. А штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не и да пејам малку е, срце вели дома врати се. Има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Ех, да можете, но не можете, со мои очи да ја видите. Би знаеле, еј, колку сакам дома да се вратам.